Добро вечер. Гледате уште едно издание на информативната емисија За или против. Вечерва ќе зборуваме за состојбите во правосудството. Тука со мене во студио е адвокат Звонко Давидовиќ, многу добро познат на јавноста, кој што често пати ги коментира, анализира па и критикува сите оние случувања и состојби во правосудството кои што довербата на граѓаните ја спуштија на толку ниско ниво од 2% на статистичка грешка. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што дојдовте. Јас би започнала со последните случувања во обвинителство, односно во Скопското обвинителство. Од пред неколку дена најавија формирање на ново одделение кое што ќе се занимава со сложен и сериозен криминал. Предмети од злоупотреба на службена положба, казни с кои што им е запретена доживотен затвор, финансиски криминал и така натака. Сложен и сериозен криминал. Веќе имаме ние одделение за организиран криминал, кој и тоа како се занимава со сложен и сериозен криминал. Во јавноста, да кажеме, реакциите се дека тоа е паралелно обвинителство. Која е потребата од такво одделение кога веќе ние имаме едно одделение кој што се занимава со организиран криминал и работи со предмети токму со овие дела. Според вас, дали имаме ние потреба, дали Македонија навистина има потреба во овој момент да формира паралелно одделение со што тоа ќе се занимава поразлично од она што ние веќе го имаме? Вака, целава ситуација дури и смешна, да каже еден обвинител, ова е најверојатно обвинителски предлог, дека се работи за сериозен и сложен криминал, е смешно, затоа што секој криминал е сериозен и влијае на општеството и не може да биде несериозен. Така да името е прво многу лошо и одбрано и секој криминал е сложен, ако не успеш да најдеш докази и да обезбедиш потребна аргументација за судот да донесе осудителна пресуда. Што е проблемот овде? Овде е во прашање шминкерај. Значи, нема реформи, ова не е реформа. Не можете вие да правите реформа на нешто што покажало слаби резултати, не дало никакви резултати, довербата е она што викате на ниво на статистичка грешка и вие наеднаш измислувате топла вода и викате, сега ќе се бавиме со сериозен и сложен криминал. До сега ја не знам со што се бавеле, ако е тоа така, а се бавеле со истите работи, ама резултатот им е нула. Никаков. Затоа е недоверба кон судството. Ние измисливме специјално јавно обвинителство кое ќе се бави со исто многу сериозен и сложен криминал кој произлегуваше од бомбите, прислушкуваните разговори, па формиравме пред тоа посебно јавно обвинителство кое се бави со организиран криминал, се бори против организиран криминал и корупција. И наеднаш измислувате во ЕК, кога се бараат реформи, обвинителство кое нема никаква логика од неколку причини. Прво ви кажав, тоа се работи со кои до сега се бавеле обвинителите во основното јавно обвинителство Скопје, освен можеби оно дел на злоупотреба на службена положба поради намалување на казна, но тоа не дава оправдување за вакво нешто. Второ, се поставува прашање што ако се случи во Битола? Што ако се случи во Ресен, во Струга? Тие немаат надлежност, тие се основно јавно обвинителство, одделение во основно јавно обвинителство Скопје. Така да се во ова нема логика и сака да се прикаже дека нешто се прави. Не е тоа. За да им објаснам на гледачите да им е полесно, пошто знам углавном следат спорт, тоа е као тим, фудбалски тим со се тренерот, собственикот на тимот и играчите да биде на последно место и да не добие ни една утакмица и да се вика, не знам, младинец. И наеднаш идната година вие ќе го крстите сега дека е јуниор, ќе се вика и очекувате да биде првак во лигата со исти играчи, исти потенцијал, исти собственик, исти тренер. Невозможно. Така, објаснуваат од обвинителство нивниот коментар за потребата на формирање ова одделение, бидејќи се натрупале многу предмети, како што образложуваат сложен и сериозен криминал. Зошто не го решат со кадровски дефицит, мислам? Они имаат кадровски дефицит и не го решаваат тоа. Има дури обвинителство из Македонија, каде што нема обвинители. Има судови
каде што не може да состават кривичен совет да решаваат во тројка, она што е потребно, така да малку околу тоа би требало да размислуваат, ама ова е подлабок проблем. Тука е и академијата, тука е и судскиот совет, тука е советот на обвинители, многу работи се измешани. Она што сакам да ви го кажам, една реформа се прави сериозно. До сега ние сериозна реформа не сме имале. Ја верувам, напишав една колумна, не знам дали сте ја прочитале, обвинителство за несериозен криминал, каде што се во ова што им се прикажува на обвинителите кои со години го работат ова, ја верувам дека им е смешно, но морат да постапат затоа што обвинителството има таква хиерархија и субординација да едноставно не можат најверојатно да се изборат да не се прави оваа грешка. Една реформа се прави сериозно, не се прави со промена на имиња, со кадровски промени, се прави прво со утврдување на одговорност. За да ја утврдиме одговорноста, ние ќе мораме да утврдиме, да направиме евалуација на работење на секој судија и обвинител до сега. Албанија тоа го направи на еден интересен начин, каде што им даде можност да изберат помеѓу дали ќе бидат евалуирани со се имотната состојба, однесувањето, работењето, или ќе ја прескокнат таа фаза и никогаш повеќе нема да бидат присутни во судство. Дел од нив веднаш си даде оставка во Албанија. Еве модел. Не мораме ние да измислуваме нешто ново. Ги имаме ние решенијата, но најверојатно ниту има политичка волја, што ми е многу лошо и грозно изгледа кога треба да кажеш за судство, кој е трет столб на власта, кој треба да е самостојно, ги има сите предуслови, дека зависи од политичка волја. Нашите суди и обвинители не се изборија за самостојност, иако им беа дадени особено на судиите сите прерогативи да бидат самостојни. Вие се сеќавате, ги бираше собрание. Има ограничен мандат, па беа на реизбор. Добија траен мандат до пензија. Добија орган во кој тие партиципираат судии и кој ги избира. Добија од врзани раце, добија свој буџет. И сето тоа резултираше на крај, во почетокот може би имаше некое придвижување и резултираше политиката преку судскиот совет, успеа да навлезе во судството, затоа што нема власт која не сака да има моќ, тоа е и прерогатив на власта, а судството и обвинителството се многу добро орудие да се справите со секого кој не ви одговара на еден законит легален начин, под наводници, во една правна процедура, каде што обвинителството и судот ќе послуша она што вие го барате и клиентелистички ќе ја заврши целата работа. Претпоставувам дека резултатите на ново формираното оделение во Скопско обвинителство очекувате дека нема да бидат. Нема да покажат никакви апсолутно, тие луѓе се бавели и до сега. На тие луѓе им е потребен истражен центар на обвинителите, потребни им се стручни соработници, потребно е екипирање на тоа обвинителство, а не формирање на ново оделение, колку да го формираме и да се бави со истите работи и да им кажеме сега, вие сега имате работа со сериозен криминал, со сложен криминал. Тие луѓе као не знаат дека криминалот е сериозен и сложен, па сега наново ќе почнат они да се бават со навистина сериозен и сложен криминал. Просто смешно. Просто смешно. Јавноста многу добро е запознаена со состојбите во судскиот обвинителскиот совет и нивните скандалозни одлуки. Дури реакциите ни се многу добро познати на представници на меѓународната заедница. Последно, меѓутоа како судски совет како да се тера по свое. Последно избега поранешен припадник на УЧК, наместо да се бара одговорност кај судијата, се констатира фактичка состојба и се тера по свое. На наредна седница си пензионираат судија, си констатираат престанок на мандат на член на судски совет, буквално како да не ги слушаат реакциите и потребата од реформи, од она што премиерот го изјави, она што представници на меѓународната заедница. Според вас, какви реформи, дали се прво потребни, дали е нешто потребно да се направи во овие два совети и на кој начин тоа да се изведе, како да се реформираат конечно, да кажеме, телата кои што се задолжени за именување, нели, на нови суди и обвинители. Тие ги избираат,
тие ги казнуваат, им водат дисциплински, така натака. На некој начин се зависи од нив. Со години зборувам дека потребно е во судскиот совет да бидат избрани луѓе со своја тежина. Таа тежина треба да биде и во правната наука, во нивната професија, но да имаат и морален интегритет за да одолеат на сите притисоци. Не можете вие под наводници истакнат правник да ставите и удомите партиски кадар, кој до вчера работел во општина, работел некаде, нема појма за што се работи, или луѓе кои што не напишале ниту една пресуда, не пресудиле, не правораздавале. Луѓето кои се во судскиот совет, барем така е замислено, и таква е и правната и човечката логика, треба да тежат и да бидат над оние за кои им ја решаваат судбината. Ги унапредуваат, ги разрешуваат, ги именуваат. Потребна е реформа и тоа длабинска реформа и буквално као метастазирано ткиво да се отстрани. Еден од сигналите е она што во јавноста овде, еве домашната јавност, па не знам, биле исполитизирани, па но вие имате амбасадори кои на крај толку изреволтирани од целата состојба и сите маки вложени напори и пари реагираат со еден многу недипломатски речник, што многу покажува дека се на крај на трпението, дека нема да има никаква соработка со судскиот совет додека е ваква состојбата. И се нема слух да се процени состојбата, да се даде една диагноза и да се отпочне со вистински коренити реформи кои ќе изградат систем. Не можеме ние да зависиме од луѓе и од припадници на власта кој како ќе дојде или која партија, па сега вака или онака ќе правиме. Небитно е кој ќе биде на власт. Систем тоа значи кој да дојде на власт, каква и промена да се случи. Тој систем мора да функционира самостојно и независно од се друго. Он ја гарантира правната сигурност и правна држава на граѓаните. Ние во МИГО тоа го немаме. Прашањата кои постојано ги поставува околу судскиот совет е да го разрешиме цел. Тоа е многу лошо затоа што од две причини. Се создава една правна празнина, а второ се амнестираат поединци преку колективната одговорност. Сите сте виновни. Не може да се сите виновни. Ние во Република Македонија ќе мораме да почнеме да утврдуваме поединечна, поименична одговорност. Секој од нас има име и презиме и на секого треба да му се утврди одговорноста. Така, мејве последната одлука не беше одлука на седница на судски совет, они членовиве констатираат фактичката состојба како судијата Пејазити постапува. Кој да ја утврди одговорност? Они се тие. Да, меѓутоа видовме како се однесуваат. Цитираат на некој начин по свое. Значи, буквално, само фактичка зошто одредил, како одредил, не требал да го одреди домашниот притвор, па кај се оние судии кои што одлучија да нема екстрадиција, кои што врховен или и му кажа дека незаконитост одлучиле. Многу такви предмети имаме. Ова е врвна сантата на мраз, која покажа во цела светлина бедата и состојбата на судството. Они се тие кои треба да ја утврдат одговорноста. И без да го направат. Да, ама тоа како да се на еден начин треба тие да бидат повикани на одговорност. Меѓутоа, кој би ги повикал на одговорност? Има во законот за судски совет врз основа на што се утврдува одговорност на член на судски совет. Впрочем, вие имате тука и собрание, имате членови кои председателот и собрание ги предложиле, што е па посебна приказна, затоа што најчесто од таму иде он истакнат правник, па е предлогот дури и смешен и тажен, кога ќе видите дека тие луѓе немале никош допир и вистински не работеле во судството, па и немаат представа. Ставале членови под формулацијата дека се... Така е, истакнат правник. И тоа мораме да го смениме во законот, да се дефинира точно што е истакнат правник и кој може да биде истакнат правник. Постојат луѓе. Има добри судии. Има луѓе кои што може да ја пополнат празнината
дури е можело да се формира и оделение, посебен совет, посебно тело кој би утврдило одговорноста на судиите и на членовите на судскиот совет. Имаме ние судии во пензија, стално е прашањето па кој? Имаме ние судии во пензија кои многу дадоа за оваа држава и кои што никогаш нема дамка на себе. Не би ги кажувал поименично затоа што сигурно неколку ќе промашам, али оние кои го следат судството знаат за кои луѓе се работи. Тие луѓе се живи, тие луѓе се уште во форма да може да преземат действија кои се добро познати за едноставно стабилизирање на судството. Така, представници на меѓународната заедница се повикуваат на препораките на оценската мисија. Меѓутоа, председателката и на судски, па и на обвинителски совет ниту еднаш не излезе во јавност да каже кои се тие препораки, кои ќе бидат првите чекори, како тие самите ќе ги применат тие препораки, дали треба некои законски измени, значи буквално јавноста некако како да не е запознаена, дури представници на меѓународна заедница што препорача, што треба тие да направат. Вака не можете да очекувате од луѓе кои седнале во своите фотели и грчевито се обидуваат да ги задржат позициите, секогаш отфрлајќи ја одговорноста од себе и префрлајќи ја на друг, дека ќе ја прифатат одговорноста за состојбите, ќе излезат со некакви препораки. Секоја препорака и секоја реформа би требало прво да ги загрози нив. Затоа и не го прават тоа. Јас често пати кажувам во нормални држави, еве и Јапонија е пример за една нормална држава, кога се случува нешто, прв кој е на удар и не е потребно ни одговорност да му побарате, самиот ја нуди е главниот на тоа тело. Дали е тоа председател на голема компанија, дали е директор на железници, премиер, тоа се луѓе кои што ја сватиле својата улога и кои што сватиле дека имаат одговорност за своето работење. Тие први ја нудат оставката. Па иде вториот ешелон, па третиот. Кај нас се почнува одоздолу. Не чинеле работниците, не чинеле стручните, не чинеле судиите. Не. Рибата од глава смрди. И ако вие, тие кои се одговорни за состојбите и за спроведување на политиките во судството, овде не мислам на политики на влада и на собрание, него политики кои се однесуваат на судството, као мерки и действија за зајакнување и осамостојување на судството, не ги спроведуваат или сте неуспешни во нив, вие први треба да си одите. Нема лош војник, има лош генерал. Раководењето е тоа кое дури во еден предмет беше и кажано дека состојбата во основниот кривичен суд е состојба со лошо управување и менаџирање на судот, а не се други состојби во прашање. Така да многу треба да се замислат дека прво себе си треба да се утврдат што работеле и да се утврдат својата одговорност, што е канас нонсенс. Ниеднаш не се случило некој јавно да излезе и да каже да јас сум одговорен за ова и да ја прифати одговорноста. Упорно ја префрлаат на други луѓе. Се додека тоа го правиме, ние вистинска реформа нема да имаме. Ако немате одговорност и отчетност, вие немате систем. Вие долги години сте во, да кажеме, директен контакт со правосудниот систем, сте застапувале многу предмети и од кривично право. Сигурно знаете за непотизмот и семејните стебла во целиот правосуден систем. Значи, ние буквално имаме примери каде што судија обвинител во брак, па синот станува обвинител, па адвокатот и така натака. Меѓутоа, многу често имаме и имиња, синови, ќерки, снаи, супруги на лица кои што извршуваат политички функции. Многу пати, често пати, вака јас лично при разговор со поранешни пензионирани судии и судии кои што се уште се извршуваат својата функција, обвинителство, некако постои мислењето секој има право да работи што сака. И ако мојата ќерка или син сака да продолжи или постапките на тато или мама, никој нема право тоа да и го забрани. Меѓутоа, ние имавме случај каде што без положен правосуден влегуваат на академија. И малку е симптоматично како само
да кажеме, луѓе кои што имаат во своето семејство на функција во правосуден систем, баш имаат тие жал. Ја познавам лично многу луѓе, многу добри правници, кои што имале и тоа каква страст за обвинителство, па никогаш не успеале да станат обвинители или судии и така натаму. Како го коментирате ова? Дали ова нормално за една држава која што еве на некој начин се бориме да се реформира и така натака, и самите представници велат да, ние сме за реформи, ние сме самостојни, ние сме независни, ги исполнуваме сите критериуми. Како е вашиот коментар? Дали е тоа нормално и здраво? Во секоја држава постои ова, тури во Америка и во многу развиени демократски општества. Но имаат систем. Значи, ние го гледаме само едниот дел на проблемот. И факт е дека ако моите две деца се дипломирани правници, не се во правосудството, секој го фати својот пат, но сакам да ви кажам, имаат желба и не можеш да ги спречиш, и нормално е да цело време го слушаат тој разговор, тој речник, ако имаат афинитети, нормално е да станат дел од тој систем. Ама систем. Значи, ако е кај пејачи, кај глумци се вика традиција, само кај правниците се вика непотизам. И тоа не е во ред. Но ние имаме гаранции да не се случи, ако се применува системот, да може во исти предмет или да дојде до судир на такви интереси. Како? Ние имаме дека не може било какви роднини да се појават во исти предмет во ниедна фаза од постапката, до трети степен. Нема шанси. Ама ако го применувате системот. Не е проблем кај нас што луѓе застануваат адвокати, суди, обвинители. Проблем е што тој систем не се применува. Ако го примените системот и законските решенија кои ги имате, кои за жал често не се применуваат, вие немате проблем и опасност со такво нешто. Тоа е едното прашање. Второто прашање е што кога политиката, која е многу моќна и силна и навлезена во судството, а судството се однесува клиентелистички, дури ја имам чувство дека последно време не мора ни да се јави никој, и не се јавува, него точно знае судството што треба во даден миг и во дадена ситуација да испорача. И тоа е клиентелизмот, и тој се гледа од авион. Но проблем е што без да се испочитува процедурата, без да се испочитува нешто што е предвидено како услов за да стане некој, да се запише во академија, да стане судија, да стане обвинител, без тие услови да ги исполни, сериозно да ги исполни и да постои сериозна контрола, ако стане судија и обвинител, веќе имате проблем. Вие сте го подкопале судството и тоа се случуваше. Невозможно е некој без правосуден испит да стане судија и обвинител. Тоа се санкционира. Ама ако владее системот, ако важи системот, кај нас за жал не важи. Затоа упорно ви кажам, ние треба да создадеме систем кој ќе функционира, се друго е решено. Се друго е предвидено, санкционирано и нормирано. Многу е лошо кога за еден таков пример ќе се слушне во јавноста и буквално ќе се случи, вие сте ја подкопале долги години до вербата во судството. Тоа така последно, па не е последно, веќе измина подолго време, меѓутоа како граѓаните ќе веруваат во борбата со корупцијата. Никако. И во организираниот криминал, кога во борбата против организираниот криминал, кога шефот на оделение за организиран криминал во негов мандат, кој што трае, сопругата е избрана за обвинител во Гостивар. Како граѓаните ќе, колку и да имала нели желба и страст и ги исполнувала сите критериуми, можеби и квалитетен правник, меѓутоа самата фактичка состојба бидејќи е во брачна заедница со врвот, како граѓаните ќе веруваат дека во земјава стварно има, навистина се случува борба со организиран криминал. Многу тешко да веруваат и не веруваат. Јас на почетокот, кога почнавме, ви кажав дека луѓето кои се на битни и одговорни функции во судството мораат да имаат два атрибути. Професионален интегритет, и знаење, и умешност, и сето тоа, и морален интегритет. Може би ова и е дозволено, согласно законот, но ако вие сте лично со високи морални вредности и навистина се обидувате да создадете систем на вредности во судството,
вие тоа ќе го изменаџирате на друг начин и во ваше време сигурно нема ваш близок да стане еден од функционерите на битни функции или обвинител во некое обвинителство. Затоа ви кажувам, потребна е одговорност, потребна е отчетност и потребен е и професионален и морален интегритет на луѓето кои што се на раководните позиции во судството. За жал ние тоа последно време неколку децении го немаме. Нова прашање ќе се надоврзам околу непотизмот и семејните стегла Академијата за суди и јавни обвинители. Постои веќе, ми се чини, 18 години. Самиот закон за Академија суди и јавни обвинители, па дури при незиното формирање, е поради тоа што е тоа копија од развиени европски земји. Еве пример како таму се калемат нови суди и обвинители. Тој пример е пресликан кај нас во Македонија. 18 години помина, ги знаеме и последните скандалозни случувања. Во секоја генерација на кандидати преку стотина имаме звучни имиња и така натака. Последно во предизборје сака на некој начин да бутнат една цела генерација, тоа се 130 кандидати, додека во земјата е предизборен период и така натака. И прописите не беа усогласени. Така. Некоја поголема одговорност, освен што се оформи предмет антикорупцијска, толку не видовме. Помени тоа, кај нас секој чудо за 3 дена. Дали Академијата го оправда своето постоење? Постои веќе речиси 2 децении, а гледаме каква ни е состојбата во судство. Ја мислам дека ниту го оправда своето постоење, напротив, мислам дека уште повеќе ја влоши работата со своето однесување, своите одлуки и начинот на работење, не даде никакви погодности и поволности и некако стана паралелен орган на судскиот совет. Таму пречат многу работи. Прво, они даваат и се борат за тоа да дадат листа на кандидати на судскиот совет по нивен ранг, а судскиот совет да изиграва, не знам, марионета, па да реши дека ќе ги именува оние суди по редослед како што Академијата ги дала. Тоа не е во ред. Тоа законот не го предвидува и Академијата не е таа која треба да ги малтене, да ги именува судиите и да ги постави при постоење на судски совет и повторно се мешаат тука надлежностите, ингеренциите, желбата за моќ, за доминантност и така натаму. Академијата има и друг проблем. Мене оно што многу ми пречи е балансерот. Луѓе, во Академија за суди и обвинители, а истото се применува и во судскиот совет и обвинителскиот. Вие давате посебна квота, не знам, ја иако сум србин по националност, за срби, за роми, за македонци, за албанци. Дајте најдобрите да ги избереме. Овде не бираме нешто што ќе работи не знам што. Овде бираме луѓе кои што ќе правораздават и ги решава судбините на луѓето и кои судат, да не заборавиме на пресудата, горе стои и кога ја објавува, вика во името на граѓаните на Република Македонија, не во името на албанските граѓани, на македонските или на српските граѓани, во име на граѓаните на Република Македонија. Таму мора да бидат избрани најдобрите луѓе, не по квоти, поради национална припадност. Во советот, судскиот совет и во обвинителскиот, имате повторно бадинтер, каде што ако гласа мнозинство од членовите, е еден услов, и вториот услов е од малцинствата да има мнозинство, као втор услов. Замислите, 12 луѓе гласале, 11 луѓе гласале за, ама немате 2 или 3 гласа од малцинството, одлуката не важи. У која нормална држава тоа се случува? Ние ги копираме и фино кажавте, копираме од некои други држави кои се успешни, но нивната успешност не зависи од таквото решение, него од почитување на законите и сваќањето дека таа држава и тој народ има свој менталитет, своји особености. Ние на правниот факултет малтене во прва година учевме дека законот мора да е таков за да им се приспособи и на условите, состојбите и на менталитетот на нашиот народ. Ние никогаш не се запрашавме, одговара ли ова нешто што е во Данска
на луѓето кои што не се данци, него се македонци. Дајте да видиме овде, ние имаме своји особености, своји правила, своја култура, свој менталитет. Дајте ги приспособиме тие закони на тоа. Но очигледно дека овде не се размислува, а со партиската поделба на големи партии кои постојано ротираат и се менуваат, те се опозиција, некако и по бројот на членството кои за нормални земји изненадувачки, значи во Германија една партија нема толкаво членство како овие две партии, има една поговорка, тие сите исто мислат. Таму кај што сите исто мислат, никој не мисли многу. Имам сигнал од режија, време е за реклами. По рекламите се враќаме повторно во студио. Повторно сме назад во студио. Вечерва со мене адвокатот Звонко Давидовиќ. Ќе продолжиме онаму каде што застанавме пред рекламниот блок. Веќе малку ја начнавме и темата околу балансирот. Вчера видовте седницата на Уставен суд, дебатата кој што ќе оформат предмет, нема конечна одлука, меѓутоа се стопираат сите вработувања каде што се применува балансирот. Дали тоа може би мала светлина, надеж дека може би и во академија, во судски совет, во обвинителски, понатаму во иднина нема да се применува тоа и по етничка припадност да се запишуваат на академија, да пополнуваат места исто и членови на судски обвинителски совет. Да се надеваме. Вака должен сум да, бидејќи ова ќе биде предмети на критика, зашто ова е против албанците, не е точно. Нарочито не е против нив, него е за нив. Нивната интелигенција би требало да се срами затоа што ги добиваат местата кои онака ги заслужуваат како квалитет, затоа што се припадници на определена нација. Тоа би требало да им е срам, затоа што тие луѓе, има таму квалитетни луѓе, неспорно, треба да го добијат тоа не затоа што се припадници на некоја националност, туку затоа што нивниот квалитет е таков да треба да бидат таму. И требаат на државата, му требаат на системот. Ако планираме, а мораме да планираме, граѓанско општество. Ова е нешто што е најдалеко од концептот на граѓанското општество. Граѓанското општество не познава националности, ама тоа може да бидеш дома. Може да се чувствуваш како сакаш и никој не може и не смее и не треба да има проблем со тоа. Но кога е во прашање нешто што е професија, треба да победи квалитетот и знаењето. Без оглед од која националност. Имаме ние квалитетен кадар меѓу сите граѓани на Република Македонија. Никогаш не можам да ги делам овој е албанец, овој е ром, овој е, не знам, бугарин, србин, македонец. Ма дајте да го видиме квалитетот луѓето. Луѓе, нека бидат сите албанци. Дај Боже да се сите толку квалитетни, нека ги заземат сите места. Никој не може да каже, никој не може да има против, ако имате навистина квалитет и тој квалитет и тоа знаење ќе служи на државата и на граѓаните. Така да мислам дека овој концепт е навредлив за сите. И за албанците, и за србите, и за македонците. Зошто да имаме, ние продолжуваме да се делиме. Ние се делиме и според закон, а зборуваме постојано за некој единство. Па дајте да не живееме едни до други. Да почнеме да живееме едни со други. Тоа треба да го градиме. Тројца од уставни суди, мислам дека нивна работа е да утврдат уставноста при вработување, дали ќе се гледа етничка припадност или не. Меѓутоа, низ дебатата со своите колеги дебатираат дека не треба воопшто балансирот да се стави на одлучување на седница, бидејќи ќе има меѓу етнички тензии, политички поместувања и така натака, кои што за суди тоа е недозволиво, бидејќи треба нивната работа е буквално според закон, дали е тоа уставно или не. Тоа ви покажува колку е се исполитизирано во Република Македонија и ја не верувам дека ќе има меѓуетнички тензии, може да има
меѓупартиско-етнички тензии, значи етнички партии да имаат проблем затоа што јавнале столчињата и фотелите и не ги напуштаат, а не направиле нешто многу, па речеси ништо за народот и луѓето, па дури и припадници на таа националност, туку се збогатиле себе си, си ги дале привилегиите од кои многу тешко може да се откажат. Срамно е судии да размислуваат за меѓуетнички проблеми и тензии за нешто што е уставна категорија, законска категорија, законско решение и уставно решение. Тоа треба да зависи од други работи, не од меѓуетнички тензии. И тоа е срамно, тоа покажува колку политиката е навлезена кај нас, затоа што политиката ги диригира тие меѓуетнички тензии секогаш кога ги потреба за дневно политички поени или за добивање на определени работи. Горе-доле ги офативме, речеси, можеби сите институции во правосудството, можеме да констатираме дека е навистина гнило, дека реформи итно се потребни. Според вас, од каде треба да се почне? Од главата, јас ви кажав, евалуација на работењето, значи често пати се заговара овде многу начини на реформи, од ветинг, метла, се сеќавате што се немаше. Јас упорно ви кажувам дека ветингот не е тоа што и треба на Република Македонија, затоа што ветинг е за нешто што треба да го направите пред некој да стане функционер. Ветинг по својата форма и суштина е да се утврди дали идни задолженија и работа може да му се доверат на кандидатот за тоа место за да ги исполни квалитетно. И тоа треба да се прави пред некој да стане обвинител и судија. И треба апсолутно ветинг, ама на луѓе кои се уште не се суди и обвинители. За постоечките суди и обвинители треба да се направи евалуација на нивното работење. Значи, треба поединечно за секого да се утврди начинот на кој работел, дали има овде притисок политички, од колеги, од председателот на судот, дали има незаконите решенија, еве, она што го констатираа во случајот со екстрадиција, зошто е тоа така, и да се утврди нивната одговорност и санкција. Од кога тоа ќе го направиме, ние ќе го проветриме судството, али прво мораме да утврдиме за органите кои се на врв нивното работење, начинот на постапување и нивната одговорност. Една институција која што воопшто не ја споменавме, а исто така е доста битна, да кажеме, во борбата против корупцијата и криминалот, антикорупцијска. Антикорупцијска некако ќе оформи предмет по допрен глас, по пријави и така натака. Рече се да нема исход, резултат од ниту еден нивни оформен предмет каде што констатирале дека треба да се работи. Дали станува збор, дали таму е влезена политика, дали има, да кажем, некадарни или пак дали треба некои законски измени да и се прошират надлежност. Не би да тоа, имавме случај, поранишниот сустав поднесува до организиран криминал и шефот на организиран криминал вели ја не соработува. Значи, не го интересира што антикорупцијска сработила, пријавите, воопшто не разговарам со нив. Кое е значењето на, еве да кажеме, на таа институција кога ние не гледаме резултати, колку и да се и добри и да можат да сработат нешто и ќе го оформат предметот, ќе најдат материјали, докази, ќе поднесат онаму каде што треба, не гледаме никаков, тоа треба до крај дедат да се санкционира, не само да биде како пиар во јавноста, дека таму постои нешто. Тоа нешто постои, санкции нема никакво. Дали го оправдува своето постоење, дали треба законски измени да се прошири на надлежност? Според вас што треба да се? Вака, ако градиме систем, она за што постојано, еве вечерва и изминатив период зборувам, вие не можете да си дозволите орган кој што е оформен, предвиден согласно законот, предвидено му се надлежностите, и е предвидено дека се бори против корупција, против непотизам и други работи, не можете да кажете, ако имате систем и сакате да го градите, дека со тој орган не разговарате, не соработувате и нема да работите со него. Тоа покажува колку ни е гнил системот, односно дека немаме систем. Тажно е што антикорупцијска нема
проширени надлежности, каде што може мерки и действија да преземе, исто како и Народниот правобранител. Народниот правобранител констатира определена состојба, определени прекршувања на законот, но нема никакви ингеренции тоа да го спроведе понатаму и да се санкционира таквото, односно да се утврди одговорноста за таквата состојба, поединечна, групна, sejedno. Така да, ја мислам дека на овие два органи треба да им се прошири надлежноста или да се предвиди задолжително органот кој е надлежен понатаму да продолжи, задолжително да мора да ги преземе действијата согласно пријавите на антикорупцијска народен правобранител и така натаму. Така да не одлучи обвинителство дали сега ќе продолжиме, дали овде има предмет. То не сме да го направи. То не сме да го направи. Обвинителство е должно да чуе глас, а не на поднесена пријава од некого аргументирана, а ако е аргументирана. Се зборуваме хипотетички за ситуација каде што предпоставуваме дека антикорупцијска обезбедила докази, обезбедила квалитетни докази за да може да предизвика продолжување на таа постапка, отварање на истрага, подигање на обвинени или било што. Обвинителство е должно и на чуен глас да ги провери работите. А тек на поднесена пријава со аргументи и докази, па срамно е и незаконито е. И треба да одговара некој, ако има такви ситуации и случаи. Така, со оглед на овие состојби во правосудството кои што ги продискутиравме во овој неполн час, како да се врати довербата на граѓаните? Само со... Дали имаме надеж дека можеби ќе ја вратиме довербата? Во мигов јас не верувам, затоа што состојбите и понатаму се исти, трајат, статус кво е, и гледам дека сите се залагат за статус кво и се она што во мигот се случува е некако шминка, обид со нешто ситно да се придобие јавноста или да се прикаже дека се прават реформи. Многу пати и во разговор со колегите, разговор со експертите странски, една реформа не може да бидат само кадровски промени и промена на имење и презимење. Тоа не носи резултат, ниту може да биде законска некаква измена, кога ние законите и оние кои ги имаме не ги почитуваме, а сите странци, дури и извештаите на Европската комисија кажуваат ние имаме доволна законска рамка за да се избориме со криминалот, да создадеме систем и да функционираме. Но ние не го почитуваме оно што го имаме. Затоа ви кажувам дека треба да се утврди одговорност и евалуација на работење на сите одговорни во судството, почитувајќи од главата па надоле, за да дојдеме во една ситуација на заздравување. Ако не го отстраниме метастазираното ткиво, тој понатаму ќе ги заразува и другите кои не се заразени и не може да има напредок. Без градба, без утврдување на одговорност сечива, поединечна, по име и по презиме, и создавање на систем, а се и знаеме што не чини, знаеме како дојдовме до овде, нема да имаме здрав правен систем. И едно да ви кажем, политичарите за кои ја тврдам дека во Македонија нема политичари, него се политиканти, со починување на, можеби, Стојан Андов отиде и последниот вистински политичар. Ова се друго политиканти кои мислат краткорочно од денес за утре и немаат чувство на патриотизам и државност, затоа што не е патриотизмот вие да го веете знамето од со вергина или било што и да кажете јас сум патриот. Патриот е оној кој ќе го создаде системот на државата и ќе овозможи без оглед што да се случува оваа држава да обстои, да има свој систем и да биде правна држава. Политикантите би требало да се замислат за своите ставови, действија и начинот на работење и еднаш за секојаш се тргнат од судството, ако и сакаат добро на оваа држава. Така, веќе ни истече времето. Јас ви благодарам за поканата. учество. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание, а со мене се гледате во некое наредно издание на информативната емисија За или против.